единствената партија која во својата програма забележав нема една реченица за организираниот криминал во Република Македонија. Единствената партија во која не се спомнува борба против корупцијата во Република Македонија. Зарем тоа не ве загрижува вас? Сите зборуваат борба против корупцијата. Од најмалата партија во Република Македонија, да не зборуваме за нашата позиција, борбата против корупцијата, организираниот криминал го ставаат на прво место. Зошто СДС е единствената партија која не го потенцира проблемот на организираниот криминал? Што е организиран криминал? Поврзаност на министер, правосудство и извршител. Тоа е дефиницијата на октоподот кој вие ја дадовте во македонскиот парламент. Зошто тоа денеска не го зборувате? И повторно околу милијардата. Навистина, јас не сум оптоварен, таа милијарда ќе дојде со добра програма кон странскиот инвеститор, милијардата ќе дојде. Проблемот на Македонија е каде се оние 3-4 милијарди кои во времето на вашето владење отидоа од Македонија. Вие верите дека е тоа хипотетичко прашање? Поставете го прашањето пред народот. Дали луѓето се убедени дека не се изнесоа огромни пари од Република Македонија? Каде отидоа тие пари од Република Македонија? Господа, едноставно, проблемот на огромниот организиран криминал не може никој да го потцени во Република Македонија. Мене ми е жал што вие го потценувате. Поштувани гледачи и слушатели на Македонската радио телевизија, веќе кошничка прашања врзани околу економските проблеми. Господата во меѓувреме испија кафе, беа во штабовите, дали имате корекции од штабовите на вашите излагања или на динамичност на разговорите? Па немавме време за толку голем разговор. Добро, следното прашање, поштувани гледачи и слушатели, ова постојано го повторувам затоа што без оглед што емисијава оди од студиото 2 на Македонската телевизија, истовремено се пренесува и на првиот канал на Македонското радио. Овој пат одговара прв господинот Љупчо Ѓоргиевски. На гласачите им се нудат измени во даночната политика, царинскиот систем и порационална буџетска потрошувачка. Како би можеле да се обезбедат доволно средства за буџетот и фондовите, да се обезбеди рамнотежа со реалните потреби во сферите на здравството, образованието, пензиите, воопштата и јавната потрошувачка? Господин Ѓоргиевски, вие сте први. Па, доаѓаме до едно прашање кое коалицијата ВМРО-ДПМН доста го објаснуваше во текот на предизборната кампања, новата даночна и царинска политика. Меѓутоа, нели тука спомнавме како до зголемување на платите на државната администрација, пензионерите, нова здравствена политика. Мислам дека на сите граѓани веќе им е едно јасно, дека нема добри пензии, нема зголемување на плати во државната администрација, нема добра здравствена политика, нема добра образовна политика, доколку економијата ни е слаба. Токму заради тоа, никој не може да вети дека одеднаш ќе се зголемат сите тие плати и пензии, доколку основата, економијата не ја подобрим. Сега, коалицијата на ВМРО-ДПМН и има серија на мерки кои зборуваат за едно зајакнување на економскиот систем во Република Македонија, а како еден мал сегмент за зајакнување на таа економија во Република Македонија го спомнуваме проблемот на новата даночна политика и проблемот на новата царинска политика. Каква даночна политика? Ако ги погледнеме денеска даноците во Република Македонија, ќе забележиме една чудна работа дека Македонија е држава со највисока даночна политика во цела Европа. Било кој данок да го погледнеме. Данокот, да речеме, на промет 24%, односно сега е 25%, од 1 јануари, како според вас системот треба само 24% да биде. Придонесите за платите достигаат до 75% на 100 марки плата. Такви даноци едноставно не постојат во Европа. Затоа ние велиме драстично намалување на даноците во Република Македонија и наместо даноци од 24% за општа потрошувачка и 5% за храна, ние нудиме и зборуваме за драстично намалување на данокот за промет од 24% на максимум 18% и на храна од 5% на 3%. Посебна политика према данокот, односно придонесите на платите, кои достигнуваат до 75%, што е апсолутно убедлив рекорд во Европа на придонес на плата, каде што велиме драстично намалување уште во првите неколку месеци од 75% на една стапка од 50%, а во понатамошниот период и понатамошно намалување на тие даноци. Понатаму сите даноци кои се посебно за земјоделците, за занаетчиите, исто така ќе претрпат одредени корекции на намалување. Сето тоа го зборуваме во функција на еден подем на македонскиот капитал кој е внатре. Мали и средни предпријатија, дуќани, продавници.
и запирање на оној секојдневен одлив на луѓе кои бегаат по други држави, Турција, Бугарија, Грција, да го купаат она што овде му е премногу скапо во Македонија. Согласно со тоа е и новата царинска политика. Имено, ако ја погледнеме сегашната царинска политика која владее во Македонија, едноставно постои некој парадокс. Тука има една чудна слика која никој не може да ја објасни. Македонија практично со досегашната царинска политика се онаа што не го произведува во Македонија го штити со огромни, со високи царини и обратно, се онаа што го произведува во Македонија, да речеме земјоделскиот производ, секоја година го слободува да влезе во Македонија со многу минимални царини. Едноставно, не можем да ја препознавам логиката, зошто таква логика. Сето тоа го правиме во функција на стимулирање на внатрешниот капитал, да се развиваат дуќаните, бутиците, малите, средните продавници овде во Македонија, да се запре одливот на македонски граѓани кои одат во странство, и верувам дека една ваква политика во даночната и царинската сфера за неполна година ќе направи бум во отварањето на илјадници продавници во Република Македонија и останување на капиталот овде во Македонија. Господин Црвенковски, идентично прашање, како би можело да се обезбедат доволно средства за буџетот и за фондовите, да се обезбеди реална рамнотежа со потребите на здравството, образованието, пензиите? Видите, политиката на даноци, царини и воопшто фискална политика е исклучително значајна за секоја држава. И тука треба таа многу внимателно и многу стручно се води. Наша определба исто така, постепено намалување на даночното оптеретување на стопанските субјекти и на граѓаните. Меѓутоа, на начин, во форма и со динамика, кои што нема да го загрозат она што значи на општествена надградба во Република Македонија. Бидејќи грешки на овој план не сме да се дозволат. Буџетските дефицити или дефицитите во фондот за пензиско инвалидско или во фондот за здравство на крајот секогаш се ефектуираат или имаат за последица или доцнење на плати во тие сфери или оневозможување се врши основната функција, а сите ќе се согласиме дека таа функција е исклучително важна за секоја држава, па и за Република Македонија. Ние веќе спроведовме на реформа на даночниот систем во 1993 година, исто така е на реформа на царинскиот систем, со новиот закон за царини, со новиот царински тарифар. Ова сето го направивме на тој начин што го прилагодивме нашиот даночен систем кон земјите со пазарна економија, кон кој што се стремиме, и се разбира на начин кој што не да ќе не ги затвори, туку не ги отвара вратите еден ден да станеме и самите членки на Светската трговска организација, што е исклучително значено за секоја држава, а за држава со мала економија како што е Република Македонија посебно. Исто така тука да немаме илузии дека маневарскиот простор е апсолутно широк и отворен и дека може да се водат политики од било кој тип, бидејќи со потпишувањето на пример на спогодбата за економско-трговска соработка со Европската унија, ние веќе сме превзеле некакви обврски и во тој смисол нели целокупното интегрирање на нашата држава кон Европската унија, тоа значи дека има јасно зацртан правец кој што треба да го следиме ако сакаме да ги оствариме тие стратешки определби. Меѓутоа, она што сакам да го потенцирам е дека следниот голем чекор на овој план е законот на додадена вредност или ВАТ системот, кој што закон е веќе целосно подготвен, тој е правен заедно со меѓународни експерти, со експерти од Светската банка и морам да ви кажам дека нивото на даночните стапки тука апсолутно не може да биде предмет на проценка на партиски штаб или политичко раководство на една партија. Тука треба да се изведе на многу конкретна математика, бидејќи грешка на тој план веднаш создава проблем кој што не може после тоа лесно да се разреши во другата сфера. Да не заборавиме, ние имаме 230.000 пензионери во Македонија, кои што секој месец со право ја очекуваат својата пензија. Ние имаме 67.000 луѓе кои што ја имаат својата екзистенција како буџетски корисници. Тоа е администрацијата, тоа е образованието, тоа е војската, тоа е полицијата. Имаме 24.000 луѓе вработени во здравството. И она што мора да се има во предвид е да се има секогаш една сразмерност помеѓу она што значи даночно растеретување и со она што значи недозволување да се создаде проблем во оваа друга сфера, која што е исклучително важна за Република Македонија, која што е исклучително важна за секој семејство, за секој граѓанин на оваа држава. Тука имаме ние еден сериозен концепцијски спор со господинот Црвенковски,
кој постојано е уверен дека високите даноци значат полн буџет и полни фондови. И помалку ги плаши дека ако се намалат даноците, пензионерите ќе останат без пензии, здравствените работници без плата, државните административни работници без исто така без плата. Напротив, концептот на ВМРО-ДПМН и на ДА е токму спротивниот од господин Црвенковски, дека со помали даноци и со помали царини ние ќе имаме пополн пензиски фонд, пополн здравствен фонд, пополн образовен фонд и пополнен буџет на Република Македонија. Со конкретни примери ќе го кажем тоа. Имавме данок од 25% за недвижнини во Република Македонија. Никој во Македонија не го плаќаше тој данок. Го намалија на 3% данокот, сите ги платија даноците на недвижнини. Примерот, втор пример, кој самиот господин Таки Фити го спомна како позитивен пример. Акцизите на цигарите. Имавме огромни акцизи за цигарите, ги намали акцизите за цигарите, имавме поголема маса на собирање на финанси од помали акцизи на цигарите. Тоа е едноставно идеологија на сите партии со десна ориентација во Европа и тоа е дискусија која во Европа се води. Дали големите даноци носат полн буџет или малите даноци го полнат буџетот? ВМРО-ДПМН, Демократската алтернатива, одат со идеја дека помалите даноци прво ги спомнуваме во функција на борба против корупцијата. Ако имате мали даноци, мали царини во Република Македонија, го избегнувате моментот на корупцијата. Нема потреба од корупција од мито. И вториот момент, сите ќе бидат помотивирани да го плаќаат тој мал данок и на тој начин се стимулираат, се развијат фирмите, а во исто време вие го полните пензискиот фонд, го полните здравствениот фонд и го полните конечно буџетот. Господин Црвенковски? Едноставно, самиот факт што наведувате пример спомнат и спроведен од страна господинот Таки Фити, министер за финансии, говори дека ние тоа го правиме. Меѓутоа, тоа не може до апсурд. Тоа не значи дека ако бидат даноците сведени на минимум, на нула, дека буџетот ќе биде најполн. Тука има мерка во целата работа. Тоа ќе го илустрирам на конкретен пример. Вие велите ќе ги намалите давачките на платите од 75% на 50%. Да. Тоа значи сосема соодветно на тоа структурата на придонесите ќе оди надоле. Да. Денес стапката на пензиско инвалидско осигурување е 20% на нето платата. Так. Со вашата мерка таа ќе се намали на 13,66%. Тоа е месечен минус во фондот за пензиско инвалидско осигурување од 12 милиони германски марки. Годишно тоа изнесува 144 милиони германски марки, тоа е повеќе од 2,5 пензии кусок во касата на фондот за пензиско инвалидско осигурување. Сега ќе ви објаснам како ќе ги најдеме парите. Вие заборавате на парадоксот на вашата политика. Вие каква имате ситуација денеска во Република Македонија? Имате фирми кои за своите вработени плаќаат 75% давачки и со најновата ваша мерка имате фирми кои плаќаат 0% давачки за вработување, така? Вие таа мерка ја направивте. Онаа што ние ќе го направиме е средна вредност. Не парадоксална ситуација некој да плаќа 75%, а друг да плаќа 0%, туку средна вредност од 50%. И ќе имаме реално пријавување на вработените. Второ, имаме маса на фирми во Република Македонија кои се повластени и се ослободени од плаќањето на своите давачки. Зошто да се ослободува таа давачка? Едноставно, тоа е концепцијски судар, тоа се концепцијски разлики и јас ви уверувам дека со помалата даночна политика и со помалата царинска политика ние ќе го стимулираме на прво место вработувањето, пријавувањето, редовното пријавување на вработените и на тој начин нема да има никаква разлика ниту во пензискиот фонд, ниту во здравствениот фонд, а уште помалку во буџетот. Едноставно, примерите дека тоа функционира во цела Европа, можеби подалеку, се многу бројни. Со мали даноци се елиминира криминалот, се елиминира корупцијата и се стимулира средната фирма, малата фирма, големата фирма да не се чувства како криминалец во сопствената држава. Господин Црвенковски? Господин Георгиевски, еве каде е грешката во вашата логика. Ако вие мислите дека со намалување на стапката на придонес непријавените ќе се пријават, сакам да ви кажам дека со нулта стапка, каква што сега понудивме со законот, дефинитивно сите ќе се пријават. Значи, тоа што имало за пријавување е пријавено. Тоа е првата работа. Втората работа. Ако на тоа сметате дека со поголема вработеност ќе ја пополните дупката во фондот за пензиско и инвалидско осигурување, сакам да ви кажам дека во истиот момент кога ќе ја донесете мерката за намалување на стапката за придонес од 20 на 13,66%, вие треба со просечна плата од 300 марки и таа стапка нова од 13,66% да вработите во истиот момент 300.000 луѓе во Македонија за да не се јави дефицит во фондот за пензиско и инвалидско осигурување.
Овие сите пресметки не ги правиме ние во партискиот штаб на Социјалдемократскиот сојуз. Овие сите пресметки ги правиме со стручњаци, со експерти на меѓународни финансиски институции. И ова е навистина едно многу сериозно прашање, каде што не можете да влезете во варијанта на ветување, да му го кажете на секого она што сака да го слушне. Вие велите во вашата програма за првите 100 дена дека ќе ја намалите стапката за принуде за 10% и дека ќе вработите 10.000 социјални случаи. Дупката во фондот за пензиско како ќе ја надокнадите? Едно со друго не оди, не држи вода. Господине Црвенковски, примерот за кој зборува коалицијата на ВМРО-ДПМН и да функционира во многу држави во Европа. Примерот на 75% придониси на платите не функционира нигде освен во Македонија. Тоа е, да речеме, праксата. Меѓутоа, вие покажувате една загриженост за буџетот посебно. Јас ќе ве запрашам, се извинувам. Цела година наназад целата македонска јавност беше преокупирана и со начинот на собирањето на даноците и на царините, меѓутоа уште повеќе со трошењето. Проблемот на новата влада ќе биде начинот на трошењето, а сметам дека и проблемот на вашата влада беше начинот на трошењето. Ако не се лажам, анкетната комисија на македонскиот парламент утврди дека во времето на вашето владење, во 2 години од буџетот на Република Македонија се потрошени 600 милиони германски марки за јавни набавки, при тоа најголем дел за луксус и при тоа без ниту една јавна лицитација. Зарем не е тоа посериозен проблем? Проблемот од што ќе се собираат даноците и царините е едниот проблем. Вториот проблем кој е многу позначен, одговорноста на владата како ќе ги потроши тие пари. А токму на прашањето како се потрошени тие пари од 2 годишни буџети на Република Македонија, мислам дека вашата влада многу сериозни и штети претрпи. Вака, господине Георгиевски, прво не ми одговоривте на прашањето како ќе пополните дупката во фондот за пензиско и Да ви инвалидско осигурување. одговорив на начинот на кој функционира во целиот свет. Втората работа е, кога велите и се повикувате на цифрата од 600 милиони германски марки. Тоа е анкетна комисија. Во 2 годишни буџети на Република Македонија. Треба точно пред овој народ, пред овие 2 милиона луѓе што не гледат, да кажете што се подразбира под терминот јавни набавки во Република Македонија. Дека е тоа и грејењето на училишта, болници, касарни, полициски станици, затвори, и струјата, дека е тоа и храната за војската, дека е тоа се и униформите, дека се тоа и изградбата на нови училишта во државата, дека се и клупи и столчиња за децата, и се она што значи материјален трошок, односно без кое што не може основната функција да се обавува, дека тоа значи и алиментација на сите домови на култура, на сите манифестации кои што се случуваат во оваа држава, и дека апсолутно е неточно, некоректно и невкусно да се кажува дека некој голем дел, или како што ви велите, најголем дел за луксус во оваа држава. Впрочем, буџетот на Република Македонија е акт со законска тежина. Го донесува Собранието на Република Македонија, се објавува во службениот весник и на увид на целата македонска јавност. Господине Црвенковски, има анкетна комисија која тоа го утврди на Господине македонскиот Георгиевски, да парламент. се придржуваме на телевизискиот ред. Го исцрпивме и ова прашање со сите реплики. Би рекол условно дека се враќаме на една нова серија прашања врзана повеќе за политичките аспекти. Македонија е повеќе национална заедница во која албанците имаат своји организирани политички партии. Кои се условите за стабилни меѓунационални односи? Господин Црвенковски. Видете, политиката на планот на меѓунационалните односи или меѓуетничките односи во Република Македонија, што ја застапува Социјалдемократскиот сојуз, е сосема јасно декларирана и промовирана. Ние во оваа држава ја промовиравме политиката на соживот, на меѓуетничка толеранција и почитување. Ако се бара одговорот на прашањето на што можеме најмногу да заблагодариме, што Република Македонија не ја сподели судбината на некои други држави во регионот каде што се случија воени конфликти и каде што се уште се случуваат воени конфликти. Без сомнение, токму сферата на меѓунационалните односи и начинот на кој што прашањата од оваа сфера ги решававме е можеби клучниот одговор на тоа прашање. Се разбира, овој пат што ние го одбравме не е ни малку лесен. Тој не дава резултати од денес за утре. Тој е многу потежок
бара повеќе енергија, бара повеќе време, отколку да речеме